Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Денес одлучив да доставам одредени докази, одлучив да ве потсетам, а вие самите сето тоа да го сватите и самите да дојдете до собствен заклучок дали навистина Владо Павлов го демнат многумина. ИРЛ МК. Пулс како гасна комора од чад и цијаниден газ. Како навистина умреле жртвите во Кочани. Вие се добро сеќавате дека уште на 17 март Владо Павлов објави дека Пулс е молохот. Дека Пулс е бакарниот бик. Дека Пулс е гасна комора. Каде што со мои докази и аргументи уште првиот ден докажавме дека поголемиот број починале од цијаниден водород. До тој заклучок дојдовме самите со наша детективска активност, каде што сите оние кои што ги прашавме ни кажа дека поголемиот број починале со пена во устата, а дека претходно немали поголеми проблеми. Истражувачката дејност на Владо Павлов денес, после 9 месеци, вие кажуваат некои други. Некои други кои што навистина го демнат Владо Павлов. Некои други кои што порано во минатото учествуваа во линчот против Владо Павлов. И продолжувам. Обдукцијските извештаи откриваат дека ниту една од 50 жртви од пожарот, кој како причина за смрт било утврдено задушување со јаглероден моноксид, немале ни приближно фатално ниво за да умрат од тоа. Токму така. Тоа го кажавме уште првиот ден. Ако поголемиот број не починаа со пена во устата, тоа значи дека имаме други отрови. Тоа значи дека мора да бараме од што. Ова задушување не смееме да заборавиме, кој што велеа дека од јаглероден моноксид е представено и пред ОЈО Кочани. Или од кочанскиот јавен обвинител кој што барал од што починале децата. Првиот ден кажавме дека пена во устата не може да се случи ако се загушени од јаглероден моноксид. Освен ако тоа не е друг отров. Првиот ден кажавме дека ова е убиство. 9 месеца никој не сакаше да се изјасни по она што Владо Павлов ја стави главата у торба со сите вас пред ова секташка организација која што стое
позади сите овие сценарија за уништување на Македонија. Дали обвинителот Кочански и вештаците од судска медицина го читале и го знаеле ова, што го кажавме првиот ден? Тоа е нивно право. Затоа што цијанидот, кој што го споменавме уште од првиот ден, ја отвара Пандорината кутија за јавното обвинителство. И истите тие, кои што не преземаа никаква активност до ден денес. И продолжувам. Сведоци пишуваат и велат. Умираа и во комбе и пред лифтови. По скали, секаде умираа. Зборуваа и паѓаа и умираа. Ова нема да ни е првата, ни првата, ни последна необична смрт, што сведочи за таа ноќ. И продолжувам. Сите наеднаш починувале. Но точно време не може да се сети. Времето било кратко. Беше хорор, никој не може да каже за колку брзо умирале децата. Толку до 10 минути најмногу. Не гледале оган, а гореле. Дали ова Пандорина кутија ќе го открие и клучниот доказ на кој што Владо Павлов 9 месеци ви го представува, а вие не сакате да го прифатите. Не гледале оган, а гореле. Сведок ИРЛ МК ќе каже: Венко Јовановски со друштво стоел на Шанк на само 15 метра од бината. Добро чул како бендот ги Се извинувам, некој упорно се труди да го прекине ова мое вклучување во живо. Ќе продолжам. И вели: Добро чул како бендот ги предупредува дека има пожар. Но да ве потсетам, бендот го забележува пожарот најмалку после 5 минути. Значи, сето ова што некој се обидува да го сокрие е голем проблем. Сето ова што некој се обидува да го прекине видеото и секој нешто се обидува да ја сокрие вистината, нема да му успее. Одеднаш вели, почувствувал како му горат рацете, а пламен немало никаде. Како да бил во фурна. Владо Павлов митолошки ви представи зошто користеле во минатото и зошто во ритуалите на Молохот имале бакарен бик, каде што жртвата била внатре, а тие од надвор го гореле. Ова доведува и до ново сознание. Ново сознание каде што велат сведоците. Осетив
дека ми гори косата. Со левата рака се удирав по главата. Многу ме печеше, пржеше и дури во еден момент мислев дека ќе умрам. Ангелчо Ангелков, пожарникар, доброволец. Само што влегол дома, здогледал лавина од чад и оган како се крева кон небото. Живеел близу и веднаш излегол да помогне. Сум гасал, вели, многу пожари, но ова не знам на што мирисеше. Не можам да го споредам со ниту еден друг пожар. Тој следен ден не се чувствувал добро и по прием во болницата во Штип бил упатен на лекување во државната клиника за токсикологија во Скопје. Ние уште првиот ден баравме сите кои што се во близина и сите кои што биле на таа кобна вечер да бидат и живите однесени на проверка на нивното здравје. Здравствен дом Кочани. Во нашата болница нито едно лице не е починато. Туку на веќе починатите им е констатирана смрт, а на другите кои имале и минимални знаци на живот им е укажана потребната помош. Обвинителот Кочански, Борче Јанев, во дописот прашува и дали имаат сознание за причина на смртта. Болницата не можела да одговори на ова прашање затоа што тие не починале кај нив. Ова прашање треба да го одговори обдукцијата. Ирела ги прегледала исказите на сведоците кои што ги испитувало обвинителството и дошла до заклучок дека просторот не мирисал на чад, туку на силни непознати химикалии кои за неколку минути ги соборувале луѓето на подот, дури и кога имало простор за движење. Ние ова сето го кажавме уште првиот ден. Ние ова го најавивме. Каде што даваат и слики дека ова не е класичен пожар. Ова е сценарио на труење каде што смртта доаѓала брзо, тивко, невообичаено ставајќи за себе сведоштва што упорно кажуваат на смртоносен гас, а не само на чад. И сега најбитното. Иако дел од жртвите излегле живи, некои без изгореници или други видливи физички повреди, тие брзо колабирале и биле наоѓени мртви пред објектот, пред болниците, во возилата на итната помош или по пристигнувањето во болниците. Дали, македонци мои, ова не ви укажува дека овде немало херои? Дали треба јавно обвинителство да ги праша хероите? Како можеле по 20 пати да влезат во ваква гасна комора и да извлекуваат лица и да се наметнуваат како херои? Дали треба да бидат повикани хероите и да дадат исказ како тие херои успеале по 20-30 пати да влегуваат во ваква гасна комора, па дури да не манипулират некој со мајца на влажната ја држеле на нос. Треба се да превиспитате. Јас кажав уште првиот ден дека е невозможно да постојат херои. И ако некој е херој, тоа се децата.
кои што еден од друг се бореле да бидат спасени. И како што самите гледате, и од овие искази, кои што постен 9 месеци ИРЛ, кое што најверојатно сите тие демнат на профилот на Владо Павлов, одлучија нешто да си признаат што ние сме го кажале пред 9 месеци. И повторувам, ќе продолжиме иако некој се обидува IP-то да го сруши. Иако дел од жртвите излегле живи, некои без изгореници, или други видливи физички повреди, тие брзо колабирирале и биле наоѓани мртви пред објектот, пред болницата, во возилата, на итната помош или по пристигнувањето во болницата. Што значи ова? Ова значи дека не може никој да влезе внатре. И затоа прашав, дали овие херои, кои што влегувале и помагале, имале специјална облека, имале специјална маска и специјална боца со кислород. Дали ова не упатува на вистината на Владо Павлов? Дека херои во ваква гасна комора не можат ни една минута да бидат, а камоли по 20 и 30 пати да влегуваат, излегуваат, па уште и на чушка од пулс да носат некој до здравствен дом Кочани. Но вие ми се смеевте сите, зашто јас преземав активност како родител да се борам сам со вас за правдата на овие херои. А хероите се децата кои што еден со друг се бореле да се спасат. Бидејќи никој друг освен нив не можел да влезе и да помогне. И продолжувам. Она што лекарите од итна помош го гледале таа ноќ, подоцна ќе се појави во крвните анализи од обдукцијските наоди. Среќен сум што обдукцијата ја покажува вистината од Владо Павлов за цијанов водород, каде што од првиот ден ја кажа вистината. Но ќе бидам уште посреќен да ја покажат вистината од каде е цијанов водородот и ќе бидам уште најсреќен обдукцијата да покаже колку биле позитивни на субстанциите, тоест колку мина имале во крвта наркотични субстанции. Криејќи го цијанов водородот, криејќи ја и вистината за големото количество на дрога, а знаејќи ги предходно случувањата кои се поврзани со Владо Павлов, мојот најголем сомнеш е во јавно обвинителство и во Основен суд Кочани. И сите оние кои што се поврзани со нив, преку ОВР Кочани, и сите кои што го застапуваат системот кој што го создаде во минатото Слободан Милошевиќ. А тој систем е еден и сите обединети, и полицијата, и подземјето. Не мораме овој систем кој што е создаден во времето на Слободан Милошевиќ да го тргнеме и да ги одвоеме полицијата од подземјето и сите оние полициски инспектори и сите оние наркодилери кои што веќе изгледа сите се заедно.
ова вистина, колку и да ја кријат, колку и да не сакат да ја признаат, Бог ќе ви ја представи. Затоа што овие деца се хероите и ова го правам за нив. А не ради родителите, а не ради било кој. И не сакам ништо. Само сакам правда за хероите, а тоа се овие деца. Каде што овде ви докажав дека не може никој да влезе и да излегува ниту еднаш, а камоли 20 пати. Нека ги превоспитаат наградите кои што се давани од премиерот Тино. Нека превоспитаа новиот јавен обвинител ВД. Зошто 9 месеци се промолчуваше вистината за Пулс, дека дечињата починаа од гасна комора од цијановодород, она што Владо Павлов го кажа од првиот ден. И зошто Владо Павлов е ставен на мета? Јас ќе продолжам без страв од овие структури, од овие служби кои што ги создаде Слободан Милошевиќ. Служби кои што се заедно, и инспектори, и наркодилери, и полиција, и подземје. Затоа што знам дека Бог е над сите нив. И мојот живот го оставам на Бог. А другото е се ваше. И вие родители, престанете со барања. Во некое наредно вклучување во живо. На Вибер ќе ги оставам сите комуникации со председателот на Сдруженијето на 16 март, Ацо Пјаца. За да видиме колку тие родители верувале на сето она што од првиот ден Владо Павлов му го даде на Ацо Пјаца. И зошто никој до ден денес не преземаше ништо? И зошто ние родителите не знаеме каде ни са децата кога спиеме? И зошто не признаеме дека неколкумина од починатите или сите не се само биле на концертот на ДНК, биле и претходно. А тоа го знаат камерите на Деко. Никогаш не можам да го кажам газда Деко. Можам да го кажам кутонот Деко. Ако знаете што е ванила, јаготка или банана. И тоа ќе го докажам. За кого одработувал и за кого се тоа го правил. Без разлика дали ќе дадат благодарност родителите или не. Воопшто не ме засега. Ама вие ќе биете сведоци. И поздравете ги родителите дека ќе имате доставено целосната комуникација од првите денови на Ацо Пјаца. Тој сега е председател на Сдруженијето. И каква битка водеше Владо Павлов за овие дечиња кои што се херои, каде што еден од друг се бореле кој да се спасе. А вие не манипулирате дека имало херои. Вие не манипулирате. Во се. Жално и бедно е се ова. И ова не поминува пред Бог. Еве овај забеганиот од Кочани, Владо Павлов ви кажува. Да знаете, сите до еден, дека Пола Кочани е знаел што ќе се случи таа вечер. Пола Кочани еден од друг си ги криеле децата. Пола Кочани знаело дека ќе има рација таа вечер. Немојте да се правите дека ништо не знаете.
во тој шпионски град. Кога Кочанец нема кој да шпионира, оде сам во полиција и сам се шпионира. Бедници. И продолжувам. На подотоците врз кои се градени заклучоците на медицинските вештаци, а подоцна преточени во обвинение, отвараат прашања за веродостојноста за причините за смртта кај овие 50 жртви. Што работело јавното обвинителство? Или нешто друго е? Па затоа се бараат други докази. Ако се отвори Пандорината кутија, дали новиот јавен ВД обвинител ќе го праша Кочанскиот јавен обвинител? Зошто ова се премолчувало? И дали требала истрагата да оде во некој друг тек, а се со една цел да се сокрие некоја друга вистина? И вели, напротив, кај дел од починатите се утврдени нивоа од околу 5-6% вредности карактеристични за активните пушачи. Кај најголемиот дел концентрацијата се движела меѓу 10 и 30%, што предизвикувало лесно домерена интоксикација, но не и нагла смрт. Овие наоди не се совпаѓаат со клиничката слика, опишена од преживеаните и медицинските лица на терен. Ненајдено губење сила, колапс, брза загуба на свес и смрт за кратко време. Но ова не е случајно, но ова не се случува само на супермените, на хероите. Тие можели по 20 пати да влезат и да излезат. Ама ниту изгубиле силата, ниту колабирирале, ниту ја изгубиле свеста, ниту им настапила смрт за кратко време. Во кое јавно обвинителство треба да веруваме ние денес? Зошто не е преземено детално испитување? Каде е крим техника од ОВР Кочани? Каде се сите онија? И дали доказите треба да ги зимаме од приведените? Или треба на лице место како тоа што ние го правивме и го кажавме пред сите вас? И за цијановодород, и за азбестните табли, и за експлозијата која што се уште се премолчува. И од што е таа експлозија? Кочански јавен обвинителе. Со ова и до овде сакам да ве потсетам да не си играете со Бог и да ви докажам, како што се борев од првиот ден, дека нема херои. Херои се само овие деца кои што починаа и останатите кои што еден со друг си помагале. Каде што гледате дека поголемиот број од починатите кои што не можеле да стигнат навреме, а допрва треба да се утврдува и причината што ги задржало толку време да не излегнат уште кога започнал пожарот. 10 до 15 минути се многу. Десет до 15 минути се многу. Да не се манипулира дека немало влез добар. Да не се манипулира дека имало тесна врата. Таа тесна врата е од другата страна, која што служила само на деко. Ама влезот не е толку тесен. Барем вие кои што сте биле, знаете. Во деновите по пожарот,
Професорите од Природно-математичкиот факултет од јавно обвинителство започнуваат со испитувањето. Материјалите што гореле во дискотеката. Земени се примери од истопената пластика, од сепарењата, сунгер од седиштата, конструкцијата, дали е била истопена, и така натаму, и така натаму. Од ПУС лажеле дека вградиле графитен сунгер, а вештачењето тоа го спорило. Шо и точно. Најважниот материјал, сунгерот за акустична изолација на таванот, кој според видеоснимките прв се пали од искрите на пиротехниката, не можел да биде земен за анализа, бидејќи целосно изгорел во пожарот. Истражителите затоа ги обезбедиле фактурите од Кратовската компанија од 2012 година. Дали ова е доказ, ако знаеме дека дискотеката е реновирана? И ако знаеме дека Радко Сорос повеќе пати се жалил затоа што неговите внуци не можеле да спијат. Па ако е била заштитена дискотеката од 2012 година, како се слушало до Радко Сорос? Тоа значи дека овој сунгер е ставен откако многу пати се жалел Радко. Продолжувам. Значи, сунгерот, ако постоел, имало звучна изолација, Радко Сорос немало да се жали. Затоа што тој се жалел поради тоа што внучињата не можеле да му спијат. А не поради друго што е поврзано со дискотеката. И тоа значи дека со последното реновирање е ставен тој полиуретански сунгер. Ке продолжиме иако се обидуваат да го прекинат видеото. Бидете трпеливи. Полиуретанот е материјал без отпорност на оган, кој при сигурувањето испушта густ токсичен чад и водороден цијанид. Газ со исклучително брзо и смртоносно дејство. И вака, бидете упорни. Нема да дозволиме да се прекине ова вклучување во живо. И продолжувам. Газ со исклучително брзо и смртоносно дејство, за разлика од јаглеродниот моноксид. Газ кој што нема мирис, а додека цијано-водородот предизвикува нагла дезориентација, губење на координација, парализа и смрт во рок од неколку минути. Браво, херои! Колку ви време требаше вие еднаш да влезете, да помогнете и да изнесете некого? А колку време ви требало 20 пати да влезете и да излезете? Кога веќе знаеме и кога веќе Владо Павлов ви докажа дека цијано-водородот е тој од кој што починуваат дечињата. Па дури на чушка да носите 30-тиот пат до здравствен дом Кочани. На што верувавте вие, македонци? Не ве потсетува на приказката со Киро Глигоров и неговиот Мерцедес, каде што читал новине и со отворена уста го ја дочекал експлозијата и затоа останал жив. Од звучниот бран што бил создаден од тие 20 килограми ТНТ. А шоферот бил со затворена уста и затоа било кобно за него. Зарем не ве потсетуваат хероите на она што се случува со манипулациите, со атентатот кој што е врз нас македонците? А тие велат дека е врз Киро, а Киро не бил во автомобилот. Токму тука ќе ви ги докажам и прескалките.
Токму тука треба да насочиме целата енергија, кој што изгледа јавното обвинителство не сакал да ја даде како причинител. А зошто? Доправа треба тие да кажат. Затоа што тој Кочански јавен обвинител и ОВР Кочани стои позади кражба на најголемиот доказ за Македонија. Што значи дека врската помеѓу овие си постоела од секогаш. Она што е создадено од времето на Слободан Милошевиќ. И полиција и подземје, сите се заедно. Нагла дезориентација, губење координација, парализа и смрт во рок од неколку минути. И продолжувам. Во дискотеката Пулс, ве молам сега ме следете внимателно колку и да се прекинува врската. Во дискотеката Пулс, над просторијата каде што биле гостите, немало класична градежна плоча, туку гипс, картонска плоча, под која имало налепено полиретански сунгер за звучна изолација. И тоа според... Ке повторам, ве молам бидете трпеливи колку да се исклучува и да прекинува интернет врската. Во дискотеката Пулс, над просторијата каде што биле гостите, немало класична градежна плоча, туку гипс, картонска плоча, под која имало налепено полиуретански сунгер за звучна изолација. И тоа според градежните стандарди се смета за спуштен таван. Значи ли тоа дека прскалките прво поминале преку Кнауф? Нели? Дека поминале преку гипс картонската плоча? Значи ли тоа дека прскалките се толку огнотпорни што најпрво ги запалиле гипс картонските плочи? Штета што немало класична градежна плоча. Па тогаш како како причинител би ги дале прскалките основното јавно обвинителство? Исто како сега да веруваме дека прскалките најпрво ги запалиле гипс картонските плочи, а најверојатно мора да постоje и некоја друга смеса, затоа што нема да стојат само гипс картонските плочи, туку мора да бидат, нели, измачкани. Значи, доваѓаме прво до смесата, дали да се изглетува, дали абрип да се стае. Потоа доваѓаме до гипс картонските плочи и на крајот е овој сунгер. И сега размислете, какви се овие прскалки да пробијат се за да дојдат до сунгерот. И на крајот и азбестниот таван, азбестниот покрив да гори. Прашајте го Кочанскиот јавен обвинител на колку температура се топи железото или конструкцијата. Прашајте го јавниот Кочански обвинител на кој што вие родителите верувате дека ќе застанат и да изгуркат правдата. На колку температура азбестните табли стануваат стакла. И прашајте ги сите, дали овој сунгер може да произведе толку многу цијановодород. И дали тука е Пандорината кутија на некој што треба да биде заштитен. Затоа што големото количество на цијановодород
доаѓа не од овај сунгер, туку од нешто друго, кое што ние уште првиот ден му го кажавме на Ацо Пјаца. И не знам зашто 9 месеци се премолчуваше сето тоа како родител. А тој денес е председател на Сдруженијето 16 март. Ако не верувате во дадено вклучување во живо, ќе ги имате сите записи помеѓу нас и Ацо Пјаца. И пред вас ќе го прашаме, зошто не веруваше за цијановодородот? Зошто не веруваше за сето оно што го дадовме како доказ? Да го праша јавното обвинителство. До ден денес родителите ниту Ацо Пјаца од тоа што сме му го дали како доказ, а сам побарал помош, не го доставил пред јавно обвинителство. И нека ме слуша. Ама закон за малолетници мора да има, каде што ние родителите треба да ја сносиме целата одговорност. Во време кога се уште хара системот на Слободан Милошевиќ во Македонија, помеѓу полицијата и подземјето. Сакајте верувајте, сакајте ич не верувајте. И продолжувам. Нека ми докаже некој. Многу е лесно. Ги има тие прскалки секаде. Многу е лесно да се пуштат во просторија каде што има гипс картонски плочи и кои што се измачкани, абрипувани и така натаму и така.